Добро вечер. Во 360 степени на почеток најава за темите што ги третираме вечера. Сомнежите за изборот на надзор над Бехтел и ЕНКА продолжуваат. Министерството за транспорт не одговара дали има друга фирма што за 4 работни дена добила лиценца, како Electra Solutions. Нов спорен елемент во договорот за надзор. Како 24 експерти пријавени на 10 часа неделно ќе бидат на градилиштето во текот на целото работно време на Бехтел и ЕНКА, како што се барало во тендерот и како што пишува во договорот. Велосипеди украдени во земјава се продаваат во соседството и обратно. Вие не можете да донесете 10 велосипеди на граница без ако некој не ве пушти. Од 5200 украдени точаци во последните 5 години, полицијата пронашла само 510. Дали Бугарија конечно ќе стигне до редовна влада по вчерашните избори кои повторно завршија без јасен победник? Ако не се сформира някакво експертно правителство или каквато и да е друга форма на управление, това означава през есента ние да гласуваме за 6-ти път на парламентарни избори. Во проверката на спорните елементи од постапката за избори и од договорот за надзор на изградбата на автопатите од Бехтел и ЕНКА се обративме со барање за слободен пристап до информација од јавен карактер до Министерството за транспорт и врски. Побаравме список на компании што добиле лиценца А за надзор во последните 5 години, дополнет со податок, кога ја побарале и кога ја добиле. Намерата ни беше да видиме дали има друга фирма што добила ваква лиценца за само 4 работни дена, како во случајот со Electra Solutions, преку која ќе поминат најголем дел од работата и парите за надзорот над Бехтел и ЕНКА. И наместо да добиеме детален одговор, од транспорт не упатија на регистарот достапен на интернет страницата на Министерството, во која ги има имињата на фирмите, но не и датумите, кога се поднесени, а кога одобрени барањата за лиценца. Александар Димитриевски за ова и за уште еден друг спорен аспект во целиот случај. Една од фирмите во конзорциумот што победи на тендерот за надзор над Бехтел и ЕНКА ја добила неопходната лиценца А за надзор за 4 работни дена. Владата ја убедуваше скептичната јавност дека во тоа нема ништо невообичаено, но 360 степени побара доказ. Пред 2 недели до Министерството за транспорт и врски испративме барање за список на лиценци А за надзор, издадени во последниве 5 години, заедно со информација кога е поднесено барањето, а кога е издадена лиценцата. Едноставно, сакавме да видиме дали навистина овие лиценци се издаваат за 3-4 работни дена. Од транспорт и врски не одговорија во законскиот рок, но само делумно. Не упатија да си ја побараме информацијата на интернет страницата на Министерството. Таму, навистина, има регистар на сите издадени лиценци А за надзор, но не информација кога биле поднесени барањата, а кога одобрени. Преведено, ресорот со кој раководи Благој Бочварски одби да каже дали имало други случаи кога фирма добила лиценца А за надзор за 4 работни дена. Толку споменуваната лиценца е издадена на компанијата Electra Solutions. Фирмата ја побарала на 27 септември лани, ја добила на 3 октомври, што е 5-тиот работен ден вклучувајќи го и денот на поднесување на барањето. А брзината на издавање не е единствената причина поради која лиценцата е еден од дискутабилните елементи во целиот случај. Тендерот за надзор на Бехтел и ЕНКА е распишан на 15 септември 2022 година и првично рокот за поднесување понуди требаше да се затвори на 17 октомври 2022 година. Токму во тој меѓупериод, за само неколку дена, Министерството за транспорт и врски ја издава лиценцата без која Electra Solutions не би можела да учествува на огласот. Како се добива лиценца за помалку од 5 работни дена, Министерот за транспорт и врски имаше можност да објасни во емисијата Економски магазин на ТВ Алсат. Не еднаш, туку 4 пати. Јас вадев лична карта пред известен период и мене ми треба 10 работни дена. Како може една фирма да добие лиценца да биде надзор за 4 дена? Значи, најпрвен сакам да потенцирам дека надзор над изградбата на коридорот 8 и коридорот 10D е компанијата ИРД од Италија. За 4 дена друга фирма страна, дали има добиено лиценца во историјата? Од друга страна, сакам само да потенцирам дека ИРД е компанија која што е реномирана италијанска компанија и работи на многу проекти во државата. Работеле многу години овде. Како ја добива лиценцата за 4 дена Electra Solution? Ние согласно законот бараме од Комората на овластени инженери и архитекти да ни потврди дали инженерите кои што се вработени и кои што ги приложува таа компанија до Министерството за транспорт имаат валидни овластувања. Значи ние се обраќаме до друга институција
Кога ќе ни одговори таа институција, Комората на овластени инженери архитекти, ние тогаш постапуваме и доколку сите други документи согласно законот за градење се прибавени и се комплетни во предметот, ние тогаш ја издаваме таа лиценца на таа компанија. Ве прашав дали друга компанија има добиено лиценца за 4 дена? Еве оваа истата компанија добила и друга лиценца за повеќе од 20 дена. Транспорт одби да ни ги каже имињата на четворицата инженери со кои Electra Solutions ја добила А лиценцата за надзор, но според податоците за вработени што ни ги достави самата компанија, се доаѓа до заклучок дека двајца од нив биле ангажирани без огласување во дополнително работно време, што значи дека биле редовно вработени во други фирми. Едниот од нив бил пријавен во Electra Solutions на 27 септември, истиот ден кога фирмата го поднела барањето за лиценца. Тоа не е малку сомнително? Значи, ова се податоци кои што, еве, рековте, обвинителството отворило случај, нека истражи дали и кој во одредена постапка прекршил некоја процедура, прекршил некој закон и за тоа вие не го видовте ова како министер. Значи, ние како министерство не сме истражен орган. Уште еден интересен аспект е тоа што од четворицата инженери со кои Electra Solutions ја добила лиценцата за надзор, еден електроинженер, друг машински, еден архитект и само еден е градежен инженер по патишта и железници. Па ако не е прекршен ниту еден закон, како што посредно вели Бочварски, тоа значи дека секоја фирма со општа клаузула за бизнис може да пријави четворица инженери од било која област на дополнително работно време од неколку часа неделно и да добие А лиценца за надзор. И не само тоа, потоа на ист начин да ангажира други експерти, да конкурира на тендер и да добие најголем дел од работата и парите од надзорот на историски најголемиот инфраструктурен проект во земјава. Инаку, во тендерската документација за избор на надзор над Бехтел и ЕНК кај условите за предложените експерти се бара за секој од нив да биде вработен ке економскиот оператор или ангажиран согласно важечкиот закон за јавни набавки. Исто така се бара копија од доказ за вработување или соодветен доказ за ангажирање согласно важечкиот закон за јавни набавки. Според списокот што ни го испрати Electra Solutions, од 32 лица вработени во компанијата на крајот на октомври 2022 година, дури 24 се ангажирани без огласување, во дополнително работно време над 40 часа. Тоа значи дека сите тие лица се редовно вработени во други фирми. Законски, едно лице не може да работи повеќе од 10 дополнителни часа неделно покрај 40. Од друга страна, според проектната програма за надзорот, која е дел од тендерските документи, а сега и од договорот, се предвидува дека експертскиот персонал има обврска за задолжително присуство на градилиштето во текот на целото работно време на изведувачот на работите, а согласно договорните периоди на ангажирање за секој член посебно. Овој персонал треба да биде достапен на изведувачот во текот на целото работно време. Тоа значи дека државниот орган, јавното претпријатие за државни патишта, избрал понуда во која е јасно дека речиси 1/3 од експертите не може да работат повеќе од 10 часа неделно поради начинот на кој се ангажирани, а од друга страна, треба да бидат задолжително присутни на градилиштето во текот на целото работно време на изведувачот, кој сигурно нема да биде 10 часа неделно. Дали овој пристап значи почитување на законите, на нивниот дух и на принципот на владењето на правото, ке треба да оцени јавното обвинителство кое отвори предмет. Но според експертите за борба против корупцијата, тесното читање на правилата и условите секако не оди во полза на јавниот интерес. Она што се добива како впечаток од постапувањата, да речам, на комисијата за јавни набавки е текстуалност. Значи, вие го читате наједноставно можно правилата во онака како што ви одговара, меѓутоа и понатаму сите други се бранат со најелементарно разбирање на правилата, без да се даде одговор дали ги интерпретираме правилата онака како што треба за да го заштитат јавниот интерес. Задачата што си ја постави јавното обвинителство за гонење на организиран криминал, според нивното соопштение, е да ги провери наводите на медиумите за, цитирам, изградбата на автопатите, затворен цитат. Иако медиумите интензивно известуваат за изборот на надзорот, а не за изградбата. Независно од намерната или ненамерната непрецизност на обвинителството, само во оваа сторија 360 степени презентираше серија нелогичности за изборот на надзорот, што пред истрагата, или ќе ги онапреди во истрага, или ќе ги испере како дозволена пракса. Последиците и во едниот и во другиот случај не се за потценување.
Шефот на јавното обвинителство за гонење, организиран криминал и корупција Ислам Абази ја доби шансата што многумина при изборот во ноември велеа дека треба да му се даде. При тоа треба ли да се подсетиме дека непостапувањето на редовното обвинителство при очигледните случаи на криминал во 2015 година доведе до формирање на специјално обвинителство? На секои 100 украдени велосипеди, полицијата во Скопје успева да пронајде и да врати само 5, додека на другите 95 им се губи трагата. Ова го покажуваат податоците што 360 степени ги побара и ги доби од Министерството за внатрешни работи. А годишно само во Скопје се крадат во просек по околу 600 точаци. Иако со малку подобра реализација, полициските сектори во другите градови имаат проблем да ги осуетат кражбите на велосипеди. Хекора на Кифи трагаше по одговорите зошто е толку тешко да се најдат и крадците и украденото. Като памјенга камерата во жгимиве të vjedhjeve të bicikletave në vend, kryesisht ka dy skenare, ose hajduti përdor pajkujdesi dhe vjedh bicikletën e lënë në një obor ose hyrje, ose hajduti me forcë thyen derën për të arritur te bicikleta që e di se është atje. Rezultati është pothuajse gjithmonë i njëjtë. Hajduti ikën me sendin e vjedhur dhe policia asesi nuk mund ta gjejë atë. Të gjitha këto video janë publikuar në faqen e Facebookut Bicikletat e vjedhura, vend ku qytetarët tentojnë të gjejnë vetë gjërat e vjedhura. Беше шурата на гости, останавме до касно, ајде не си оди со такси, го зема мојот точак, го врзува кај него под кирија беше тогаш у Скопјанка, значи на спрат, на 5 спрат, врзан најкултурно точак од све, сабаљето ми се јава, го нема. Бевме у полиција да пријавиме, беше онака малце чудно, смешно, трагично, не знам баш како да го објаснам. Онака па каков точак, па шо точак, па дури се објаснивме, никогаш не го најде. Talevski është një nga rreth 600 qytetarë të Shkupit që çdo vit mbesin pa bicikletë, ose mesatërisht çdo ditë në kryeqytet vidhen 2 bicikleta. Sipas të dhënave që 360 gradë i siguroi nga Ministria e Brendshme, biznesi bëhet prej vitesh. Në vitin 2018 janë vjedhur 627 bicikleta, në vitin 2019 429, pastaj 683, 654 dhe në vitin 2022 518. Nëse mesatërisht secila nga gjithsej 2911 bicikletat e vjedhura në Shkup në 5 vitet e fundit ka kushtuar 200 euro, bëhet fjalë për dëme afër 600.000 euro. Dragan Todorovski, i cili ka një dyqan për bicikleta, thotë se vjedhja e bicikletave vazhdon sepse ka treg për to. Се случува понекогаш да се најде тој велосипед во некој друг град. Во Македонија, например, интересно е дека битолчани крадат во Прилеп и прилепчани крадат во Битола и обратно, но 90% од тие велосипеди излегуваат надвор од оваа држава, се носат во некоја околна држава, дали Албанија, Косово, Србија, каде и да е, едноставно каде што може да се продаде на ист начин. Kjo tregti e bicikletave sipas Todorovskit funksionon në dy drejtime. Përderisa bicikletat e vjedhura në vend eksportohen në vendet e rajonit, bicikletat e vjedhura në Evropë sillen në Maqedoni, kryesisht përmes Serbisë. Во овој бизнис на трговија се замешани и други структури од македонската економија. Како, например, царина и така натаму и така натаму. Прибедејќи вие не можете да донесете 10 велосипеди на граница без ако некој не ве пушти. Така да некој велосипед кој чини 3000 евра или 2500 евра, може да го најдете на улаз за 600 евра. Неверојатно возен цели 6 месеци или уште не е возен. Është e vështirë të gjurmosh bicikletat e vjedhura nga Maqedonia që dërgojnë jashtë vendit, por nuk është shumë e vështirë të gjesh shitësit e bicikletave të vjedhura nga Bashkimi Evropian. Ata kanë faqe në Facebook ose dyqane online, por modelet pak më të mira nuk shfaqen në publik. Kur shkoni në dyqan, i cili zakonisht është një qilar, garazh ose obor i shtëpisë private, në fakt mund të gjeni bicikleta relativisht të reja për një çmim shumë më të ulët se çmimi i tregut. Duke qenë se dyqanet të tilla ekzistojnë prej vitesh, duke qartë se nuk janë objekt interesi të institucioneve. Ajo që lë më shumë për shlypje është se policia duket se nuk ka interes të gjejë bicikletat e vjedhura në vend.
Nga gjithsej 5195 denoncime për bicikletat të vjedhura në territorin e vendit, nga janari i vitit 2018 deri në dhjetor të vitit 2022, policia ka arritur të gjejë vetëm 512. Kjo nuk është as 10% realizim. Megjithatë, jo të gjitha departamentet e punëve të brendshme janë një lloj fajtor për përqindjen e ulët. Përqindja me ulët e bicikletave të vjedhura të gjetura është shënuar në territorin ku ka më shumë vjedhje. Sektori për punë të brendshme Shkup gjen vetëm 5% të bicikletave të vjedhura. Sektori për punë të brendshme Tetov nuk është larg me realizimin, rreth 6%. Sektori për punë të brendshme Manastir gjen 13% të bicikletave të vjedhura, njësoj si sektori për punë të brendshme Veles. Sektori për punë të brendshme Shtip 15%, sektori për punë të brendshme Ohor 16%. Dhe më efikas janë policët në sektorin për punë të brendshme Strumic, të cilët kanë zbuluar 27% të bicikletave të vjedhura në territorin e tyre në 5 vitet e fundit. Pse policia gjen kaq pak bicikleta të vjedhura është vetëm një nga pyetjet që i drejtuan Ministrisë së Brendshme. Zëdhënësi dhe ndihmësi ministri Toni Angelovski nuk është përgjigjur drejt për drejt, por me të dhëna të tjera, përgjithsisht për kriminalitetin. Значи, она што го зборував е дека вкупното, не само кога зборуваме за велосипеди, туку зборуваме за намалување на целиот криминалитет. Сето тоа се прави преку оперативни акции и засилено присуство на полицијата на терен. Сето тоа резултира, како што кажав, со намалување на 30% на криминалитетот, на вкупниот криминалитет. Тука зборуваме за кражби, за разбойништва, за тешки кражби, значи сите кривични дела, намалување за 30%. Во првите 2 месеца имаме намалување на 31% на криминалитетот, на вкупниот криминалитет, кога ќе се спореди со првите 2 месеци од минатата година. Sa i përket informacioneve nga tereni se bicikletat e vjedhura përfundojnë në vend dhe anasjelltas se bicikletat e vjedhura nga vendi dërgohen në rajon, përgjigja ishte bashkëpunimi me policinë e vendeve të rajonit është i mirë. Се разбира, криминалците не познаваат граници. Но затоа и ние како полиции соработуваме одлично. Можам да кажам дека имаме одлична соработка со сите полициски служби и со Косово, и со Србија, и со Бугарија, и со Грција, и со Албанија и се со цел да имаме подобра безбедност и на границите, но се разбира и во самите држави. Dragan Todorovski, cili drejton një biznes legal, nuk i konvenon vjedhja e tregu i zi. I vetëdijshëm se vjedhjet dhe tregu i zi nuk mund të ndalen plotësisht, ai dëshiron të paktën një rend. Për shembull, çdo biçikletë duhet të ketë një lloj leje qarkullimi që nga momenti që del nga dyqani ose importohet në vend dhe duhet të ketë një sistem për vendodhjen e tyre. Тоа е нешто што во Европа, конкретно во Германија, го имам видено и мислам дека би функционирало одлично. Така ќе се знае историјата на секој велосипед кој го поседувал, од каде е купен, кој го поседувал, дали увезен, дали не увезен. Јас сум за да има такво нешто, но да не биде толку официализирано како регистрација на возило, но да се направи некој официјален вебсайт кај што ќе може да се лоцираат велосипедите. Имено секој велосипед од оздола си има шифра. Така да таа шифра точно се знае од каде доаѓа тој велосипед, кој го поседувал и така натаму. Për një lloj regjistrimi është edhe Igor Talevski. Ai thotë se do të ndihmonte edhe GPS, por vetëm nëse Ministria e Brendshme pranon të ndjek hajdutët. Има опции со GPS. Меѓутоа, ако не се вмеша тука полицијата, немаме никаква корист. Што, ја ќе купам GPS, можеш од AliExpress да го нарачаш $5, ќе го најдам. И тука завршува приказната. Не можам ништо да преземам правно легално против него. Në pyetjet për fuqjen e një rregullore të re për një lloj regjistrimi të biçikletave apo gjërmimin e tyre me GPS, nga Ministria e Punëve të Brendshme nuk morën përgjigje të qartë nëse ishin pro apo kundër. Pra, tani për tani, gjë më e rëndësishme mbetet të mbos humbasësh nga syt biçikletën. Ndryshe, siç tregon edhe grupi Biçikletat e Vjedhura në Facebook, ka raste kur policia arrin të gjejë me shpejtësi edhe hajdutin edhe sendin e vjedhur, por postimet të tilla janë më shumë një përjashtim.
По вчерашните парламентарни избори во Бугарија, 5 за 2 години, кои како и претходните завршија без јасен победник и јасно исцртани контури за коалиција што би формирала влада, главното прашање е дали ќе се оди на нови избори на есен заедно со локалните или конечно ќе се најде формула за редовна влада. И што значи тоа за македонско-бугарските односи? За ова со Марија Симеонова од Европскиот совет за надворешни работи од Софија разговара Владимир Мирчевски. Господја Симеонова, вчерашните избори донесоа со мали разлики сличен распоред на силите како и на претходните избори. Тогаш партиите не успеа да стигнат до договор за редовна влада. Дали овој пат може да биде различно? Сега това са 5-те поредни избори в България за последните 2 години. Освен с един кратък период от 7 месеца, при който България имаше правителство, останалия период така се характеризира от една поляризация в обществото, която се пренесе в българския парламент. Историята се повтаря и сега. Имаме победител на изборите, както предния път, и това е партията на Бойко Борисов, ГЕРБ. Тя в момента води с около 2% на вторите. Коалицията между Продължаваме промяната и Демократична България, така либералната център-дясно коалиция. Това, което е различно, е, че сега вече някак се вижда, че българите искат някакво управление да се сформира по някакъв начин. Имаме изненада увеличение на гласовете за националистическата проруски ориентирана партия Възраждане. Тя увеличава гласовете в абсолютни стойности с около 100 000. И една от другите изненади е, че в парламента ще влезе най-вероятно, тъй като още се броят последните резултати, партията на Слави Трифонов Има такъв народ. За сега тя е на около 4.1%. Т.е. общо 6 партии. Така, Движението за права и свободи запазва горе-долу същите си гласове, както и Социалистическата партия. Единствено при Възраждане гласовете са увеличени. ГЕРБ запазва също електората си. Така че може би в тази обща картина от 6 партии ще се търси някаква формула, защото ако не се сформира някакво експертно правителство или каквато и да е друга форма на управление, това означава през есента ние да гласуваме за 6-ти път на парламентарни избори, заедно с изборите за местна власт, които трябва да се случат така. Тука доаѓа моето друго прашање. Во делот анализите се зборува за заедничка влада на двете најголеми групации во Народното собрание, тоа е коалицијата ГЕРБ-СДС и продолжуваме со промените Демократска Бугарија, што до овие избори беше една невозможна варијанта. Колку според вас е остварливо едно вакво сценарио? Сега, единствено, говори се за този сценарий, защото математиката показва, че тези две партии, тези две формации така събират достатъчно гласове за едно стабилно управление, около 133, като трябват 121 депутати в парламента за формирането на правителство на мнозинството. Сега, коалиция между тези две партии все още, аз мисля, че изглежда така невъзможно, относително невъзможно, защото все пак знаем, че Продължаваме промяната, Демократична България са една формация, която се обявява срещу редица политически практики, изпълнявани от партията на статуквото, ГЕРБ, с така силни атаки срещу лидера на партия ГЕРБ, Бойко Борисов. ГЕРБ обаче, водейки с около 2% в момента, биха могли да предложат едно правителство на малцинството или експертно правителство и вече в този формат да се търси някаква подкрепа и от останалите представени формации в 49-тия парламент. Веќе споменавте, значи има во опција некои други варијанти за создавање на редовна влада, бидејќи очигледно е дека ако тоа не успе, повторно ќе оди Бугарија, како што рековте на почетокот, на нови парламентарни избори, што и биле веќе 6-ти за нешто повеќе од 2 години. Значи, кои се другите можни опции за да се создаде една влада?
много трудно излиза математиката и при другите опции. Сега, анализатори и други споменават вариант между ГЕРБ, подкрепени от ДПС и Има такъв народ. Дори тогава не се събират 121 депутати. Ако вземем сегашните резултати за финални. 69 депутати най-вероятно ще имат ГЕРБ, 35 Движението за права и свободи, Има такъв народ 11. Така че и този вариант е малко вероятен. Единствено някакво... Българската социалистическа партия пропуснахме, но те така в българския политически дебат, ГЕРБ и БСП много пъти са обявявали, че не биха сформирали заедно правителство. Така че единствено в най-така обсъждания вариант е всъщност победителя в тези избори ГЕРБ да предложи, да прояви креативност и да предложи някакъв формат, за да другите партии да кажат къде са техните червени линии, дали имат някакви условия, при които биха подкрепили съответно правителство на малцинството или експертно правителство, предложено от партия ГЕРБ. Малку за релациите помеѓу Скопје и Софија. Во последниот период има нагласена тензија во македонско-бугарските односи. Дали евентуално формирање редовна влада во Бугарија може да донесе нова динамика во релацијата меѓу двете земји? Сформирането на редовно правителство по линия на отношенията между България и Северна Македония е така винаги един по-добър вариант, тъй като вече в период от 2 години и повече сме в една спирала на служебни правителства. Служебното правителство не може да взема така толкова крайни решения. Ограничено е, така да кажем, в своя мандат в сравнение с така едно редовно правителство, излъчено от избори. Аз мисля, че тези напреженията между България и Северна Македония са тенденциозни. От време на време се случват конфликти от двете страни на границата, които рискуват отново да тласнат двете държави в негативна посока. Това е изключително деструктивно. Дали служебното правителство или редовно правителство, според мен трябва да ограничават тези инциденти, защото, както знаем, по време на управлението на правителството, водено от премиера Кирил Петков, България и Северна Македония значително напреднаха, включително институционално, в това да заздравят отношенията помежду си. Тоест имаме една институционална рамка с двустранния протокол, съответно, който беше включен миналата година, юли месец. Така че трябва според мен и в София, и в Скопие да се разчита на тази рамка, която се създаде и която предвижда механизми, които да се задействат в случай на такива инциденти, за да може те да не водят до ненужно напрежение, което не е в интерес нито на Скопие, нито на София. Ви благодаря много за овој разговор. И аз ви благодаря. Ова се првите анализи во Софија по вчерашните избори. Ние ќе одиме на пауза за реклами, па ќе видиме новата саботажа. Проблемите со познавањето на историјата не само што не се коригираат, туку се повторуваат. Укорот за неточните факти кои што се презентираа пред српската јавност не е земен предвид. Туку после речиси 1 година имаат своја реприза и пред домашната публика. Непричано на нашем македонском јазику кој е у бити кодификуван тамо још давне 977 година. Кодифициране 77-та година за време на Атинската конференција, 1977 година.
Непрепознавањето на важноста на разликата од 30 плюс години кај политичките лидери е рамноберна со непознавањето на стандардите при изучувањето на природните групи кај обичните граѓани. Може и да се заборава, бидејќи е материја која се изучува во пониските одделенија, дури и ако се работи за трубарево. Имаме еден голем проблем кој што оддавна се привлекува, а тоа е имено се работи за тука постојат едно големо јато на овци. Тие се населени во самото население на луѓето кои што живеат и ни прават проблеми. Решение за проблемите со стадата има, ама за тоа треба да постои волја кај чуварите. Кој знае дали како напредок може да се констатира тоа дека се е нотирано и се знае, но кога тоа постојано се повторува, а ништо не се презема, тогаш мора да се преиде во порадикална фаза. Ако одам 10 пати во владата и 10 пати зборувам исто, и 10 пати во јавноста излегувам и зборувам исто, а тие не сакат да одговарат на тоа, не го велат добро, окей, и ништо не прават. Што да правам, да ги тепам? Може би како чекор напред во таа насока е одвојувањето на партијата од државата. Пример за тоа дава најоздогласениот субјект на сцената на таа тема, кој изгледа влегува во сосема обратно сценарио на действување. Сметаме дека министрите ја узурпирале партијата со своите одлуки. Тоа што се надлежности на партијата преминуваат во раце на членовите на владата. Сето тоа според објаснувањето на премиерот е во добра насока, бидејќи во владата почнува да се чувствува надпреварувачки дух, но без оглед дали се сегашни или бивши. Важно е дека играат на познат терен. Еве, он е по спорт. Фудбал јас он игра фудбал и кошарка. Јас за Влазнимир Кичево сум играл. Он играл за Влазнимир као млада, сега игра кај Груби у канцеларија. Ама ја куцам, кошарка. Артан игра фудбал со финт, да. И на крајот, кога талентот ќе биде препознаен, а улогите јасно разграничени. Ја не могу о томе да говорим. Зашто пијам више од Димитра. И не е фер да то говорим. Болje on da priča o fudbalu jer to bolje zna nego ja, a o vinima malo više pijem od njega, tako da ne mogu ja to da govorim. Талентот на балканските политичари е што знаат многу и за се знаат да зборуваат. Особено со чашка плюс. Проблем им е лопатата. Неа тешко ја фаќаат. Затоа само на здравје. Тука е крајот. Благодарам што бевте со нас. Се гледаме повторно в петок од 22:20. Пријатно.